Обштините да не бараат повеќе пари од државата, долговите да си ги враќаат со повисоки даноци на имот. Ова е пораката што министерот за финансии Драган Тевдовски им ја испрати на градоначалниците, чии општини и понатаму се блокирани и покрај финансиската помош што ја добија на почетокот на годината, доволна да се покријат 51% од долговите. Иако имаат можност да собираат повеќе средства од данокот на имот, за кој има можност од 0,1 до 0,3%, никоја од општините тоа не го прави. Поради борбата за гласови, не ја зголемуваат најниската стапка и сите одат со 0,1%. Рече министерот Тевдовски. Покачувањето на давачката за народот е исклучително непопуларна мерка и тоа градоначалниците добро го знаат, па на прашањето дали имаат намера да побараат повеќе пари од граѓаните, во одговорите сите се крајно внимателни. Долговите се големи, значи понатаму и покрај помошта од владата остануваме блокирана општина. Меѓутоа, после утврдувањето на анализата дали имаме соодветно утврдена даночна основа, можеме да разговараме за зголемување на даночната стапка, ценејќи дека во даден момент имаме и поголемо силување и се соочуваме со проблем на недоставување на одредени даночни решенија, бидејќи даночните врвници во моментот или неколку години назад веќе не се во општината. Од друга страна, многу посигурни и покатегорични во одговорите се граѓаните. Данок не имат. Па нека се ослобода, ја викам, а не да се покачи. Уште тоа не фали. Со ниски пензии тоа не фали уште. Не се взе да се покачи данок. Данокот не е мал. Не треба да се покачи данокот. Затоа што многу луѓе имаш работата, ма работат џабе речен. Имат фирми, например, на мала фирма, на ниједна не се даде некоја помош. Дават се помош на големите фирми. На мала на ниједна не се даде. Во просек данокот на имот представува над 80% од сите видови на приход по основ на данок и тие пари завршуваат како инвестиции во инфраструктурни проекти. Инаку, на почетокот на годината, од државниот буџет на општините им беа префрлени 50 милиони евра за покривање на дел од долговите. Над 3 милиони од нив завршија во општините од источниот регион.